го отвори судството како пупка. Буквално целиот овој период од 2,5 години нанесет. Оваа често повторувана изјава на екс-премиерот Зоран Заев леваше надеж дека СДСМ во својот мандат ќе се залага за реформи во правосудниот систем и за судови кои ќе бидат независни. Заев честопати ветуваше силна и професионална судска власт која нема да подклекнува под каков било притисок. Сепак, 8 години подоцна, резултатите се и повеќе од разочарувачки. Довербата во судството е на историски најниско ниво или скромни само 2%. Последниот удар што го доби судскиот систем беа измените на кривичниот законник. Предложените решенија, намалување на предвидените казни во член 353, како и бришењето на некои ставови се движи во таа насока, да бидат на линија на неговиот концепт во кој што се има направено стандардизација на критериумите за одмерување на казните. Иако критиките за ваквите измени стигнаа од сите страни, тогашната владеачка коалиција имаше само една цел – да ги амнестира високиот криминал и корупцијата. Најостри беа од Европската унија, за кој неприфатливо беше и европското знаменце на законот, кој преку ноќ мина низ собранието. Европската комисија исто така во својата реакција ја изрази својата загриженост дека некои од измените кои што беа направени на кривичниот законник исто така носат ризик на намалување на неказнивоста. Секоја нова анкета дополнително ја уриваше и така ниската доверба во правосудниот систем и судиите и обвинителите лоши оценки му дадоа и на судскиот и на Советот на јавните обвинители. Над 70% анкетираните не се согласија дека судскиот совет е заштитник на независноста на судството. Од друга страна, дека Советот на јавните обвинители ја гарантира независноста и непристрасноста, не мислат дури 58% анкетираните обвинители. 56 не веруваат дека членовите независно ги носат одлуките, но тогашните председатели со идентични изјави не ги земаа предвид, оти анкетата била анонимна. Се доведува во прашање самиот интегритет на судиите. Во состојба кога тие пријавуваат во анонимни анкети, пријавуваат некакви вакви аномалии, а од друга страна да не ги истакнат таквите аномалии, значи на некој начин се припишуваат сами на себе дека нема доволно храброст. По половина не можеме да знаеме дали е само таа половина од делот од незадоволните или не е. На вистина е загрижувачки, не би сакал да вртам лево или десно. Оценската мисија на Европската унија стигна да го спасува највисокото судско тело. Таму беше наалармантно. Тимот кој дојде да го спасува судски беше уште позагрижен од домашната фела за владеењето на правото и борбата со корупцијата и даде вкупно 40 препораки, кои јавноста никогаш официјално не ги виде. На таа адреса беа испратени и критики од стратешките партнери, а холандската амбасада отиде и чекор понатаму. Раскина договор вреден безмалку €1.000.000. Се поставува прашањето како да почнеме да го надополнуваме оној јас или недостиг на доверба на оние на кои треба да им служиме. Пораката е јасна и не се менува. Работете која што треба да ја работите. Следете го законот, работете за луѓето. Дајте отпор на политички притисоци, заштитите го својот интегритет и прифатите ја транспарентноста. Од назначувањето на Весна Дамева, која се поврзуваше со правната комисија на СДСМ, па се до нејзиното разрешување и повторно враќање на председателската функција, па и нејзината оставка. Се беше помалку или повеќе скандалозно. Правниците најмногу замерија за нејзиното поставување како член, инаку стручен соработник во Скопскиот кривичен суд, да одлучува за судбините, дури и на врховни судии. Унапредувањата и тајните отфрлања на пријавите против судиите беа само дел од низата помалку или повеќе скандалозни одлуки.